Се враќаме во живо со воредни вести во овие доцни часови на телевизија Нова. Хаос во Турција вечерва, обид за воен удар. Според некои информации завршено, според други се уште врие на улиците во Истанбул и во Анкара. Според информациите, турската влада тврди дека Ердоган веќе успел да слета на аеродромот во Истанбул и дека власта е веќе во нивните раце. Според Reuters, повикувајќи се на турски владени извори, тврди дека авионот на Ердоган слетал на меѓународниот аеродром во Истанбул. Висок владен извор за Associated Press изјави дека обидот за државен удар од страна на војската е по се изгледа неуспешен. Според некои информации, во пучето учествувале околу 104 војници. Меѓутоа, нашиот репортер Александар Видиновски, кој што заедно со снимателот на телевизија Нова се заглавени на аеродромот во Истанбул, вели дека е далеку од завршена состојбата, се случува драматични настани на аеродромот во Истанбул. Го вклучуваме повторно во живо. Александар, што се случува? Пред околу една минута се слушна прелет на авион и после тоа следуваше многу силна експлозија од која што испука некои од сијалиците, се искрши неколку стакла, настана општа паника, сите почна да бегаат кон подолниот дел на аеродромот. Моментално и ние тука се наоѓаме. Меѓутоа, уште се слушаат сите оние војни авиони кои што се уште го надлетуваат аеродромот Кемал Ататурк. Од што беше предизвикана експлозијата, дали беше подметната бомба, дали некој го гранатираше аеродромот или пак некој од авионите испушти бомба, за сега нормално немам информации, меѓутоа она што можам да го кажам е дека барем тука на аеродромот после изгледа дека ситуацијата со воен удар не е завршена, бидејќи прв пат од почетокот на кризава пред неколку часа се слушна и детонации. Дефинитивно имаше експлозија во аеродромот, беше на некој слободна просека на некои 200 метри од местото каде што се наоѓавме ние, од транзитниот центар. Се уште, како што кажав, се слушаат авиони дека го прелетуваат, што ќе се случува понатаму, никој не знае, ние остануваме тука, бидејќи ние немаме ги кај додино, бидејќи сме заглавени, така што ако имаме некои дополнителни информации за овие експлозии, што, како што кажа, пред 10 минути го потресо аеродромот, ќе побарам дополнително вклучување. Некој може дополнително прашање повели. Александар, те молам, дали можеш слободна проценка за колку луѓе се работи што сте заглавени во транзитната зграда во моментов, дали е тоа голем број на патници, некои информации од странските медиуми велат дека огромен број на луѓе се заглавени во моментов на аеродромот Ататурк во Истанбул? Дефинитивно можам слободно да кажам дека над 6-7 илјади луѓе се тука моментално заглавени. Сите оние летови на таблетни, информативните табли на аеродромот, кај што пишуваше дека сите летови се одложени, сега воопшто летовите не ни постојат на таблите, така што нема ни изгледи дека аеродромот наврно би проработил евентуално. Меѓутоа, со овие последни детонации што кажав, што се слушна пред околу 10 минути, сосема известно е дека ситуацијата барем тука на аеродромот нема да се смири во брзо време. Ти спомена, Александар, дека се искршили и стакла од силната експлозија. Сепак тоа е аеродромската зграда каде што дали се тоа надворешни стакла, тие стакла би требало нели да се дебели стакла. Што е она што предизвика штета, дали се тоа надворешните стакла или пак стакла внатре во самата зграда? Од силината на детонацијата се искршија внатрешните стакла, сите оние што се украсни ламби со неонки, голем дел од нив и падна надоле, буквално се види како малтер од зидовите, за момент се нема светло, значи една страшна силна експлозија која што предизвика масовна паника, сите сполегна на прво место каде што беше тоа можно, потоа некој повика на турски, сите луѓе се упатија кон него и во тој момент се симнавме во долниот дел на аеродромот. Предпоставувам дека тука е побезбедно, така што ние остануваме тука и да видиме што понатаму ќе се случи. Александар, има ли деца помеѓу заглавените патници заедно со вас таму? Да, има многу деца, мислам, претежно се работи за патници кои не се турски државјани. Имам, јас што забележав, имам американци, има луѓе што зборуваат француски, има од Јапонија луѓе, значи буквално децата се преплашени. Мајките пробуваат да ги смират, меѓутоа и тие се видно возбудени, така што баш не успеваат во нивниот обид да ги смират децата. Оно што најмногу мислам дека ги вознемирува сите тука е немањето на информација што тоа точно се
случува надвор. Сите знаат дека има воен удар, таа информација се прошири, меѓутоа што се случува околу аеродромот, никој не може да дознае. Телевизорите тука во аеродромската зграда беа подолго време уклучени, се уклучија сега пред половина час и верували или не, на низ ходи голф надпревар. Така што има комплетна блокада, интернетот е исклучен, така што мислам дека она што најмногу ги вознемирува луѓето е недостатокот на информации, не знаат што точно се случува. Како што кажам, оставени се буквално сами на се. Повелете? Немате воопшто интернет, не можат луѓето ниту да се јават, ниту да им пишат на своите блиски доколку не завртат телефон, воопшто немате интернет комуникација? Нема интернет. Оние мал број турски државјани што дојдат тука, они си имаат броеви на турската мрежа, они претпоставувам имаат интернет. Забележав многу други странци што ги молат дали може да им го поземат телефонот за да напишат порака на своите блиски, претпоставувам да им кажат каде се и што се случува. Така, Александар, ти благодарам и за ова вклучување. Само на крај кажи ми, вие сте таму некаде веќе од 10 часот, од 22 часот, сега е веќе скоро 3 часот по полнок и досега за цело ова време, речиси 5 часа, никој официјален представник од аеродромот не дојде или било кој друг да ви даде било каква информација? Анита, на аеродромот моментално, барем од делот некај што се наоѓаме, нема никаков официјален представник. Сите оние поинти каде што се прави пасошка контрола или на сите оние канцеларии каде што се наоѓаат представништата на авиокомпаниите се буквално празни. Јас видов кога беше најхаотично, видов дека луѓето слободно се влегува во продавниците, да аеродромот се зима за храна, за вода, не плаќа. Мислам тој уште еден показател дека тука на аеродромот владе вистински хаос. Што ќе се случува понатаму, исто како што кажав, не знаеме. Значи вработените, буквално сите вработени од полиција до продавачки во фришоповите во транзитниот центар си заминале дома и вие патниците сте оставени сами на себе таму? Дел од продавачите се тука, меѓутоа сите оние фришопи и полуксузни продавници се излепени со ленти за дека се затворени, меѓутоа има луѓе што работат во локалните барови, меѓутоа и они исто така немаат информации што точно се случуваат и они се буквално заробени тука со нас. Така ти официјален представник, некој да дојде да ни каже што се случува, дали ќе се биде отворен на аеродромот, нема ни полиција на аеродромот. Имаше пред околу 2 часа кога се случи оние први панични реакции на луѓето тука да трчат на аеродромот, тогаш видовме дека полицајци со автоматски пучки, со пистоли во рацете и со така трчаа низ аеродромот. Што се случуваше точно, не знам. Меѓутоа, веќе 2 часа и тие се повлечени на аеродромот, буквално нема никак. Барем, да повторам, барем во оној дел кај што се наоѓаме ние во транзитниот дел. Александар, таму сте веќе вие 5 часа, некој се можеби и подолго. Велиш дека има и деца. Дали имате доволно вода, храна? Да, кажам, за среќа продавничките на аеродромот се добро снабдени, така што буквално луѓето си се послужува за кој им треба нешто вода, а некој ако се нападе да им направи кафе, и тоа е таков проблем со вода и со храна за сега нема. Тоалетите исто така нормално функционираат, меѓутоа она што е најголем проблем е тоа немањето на информации што точно се случува надвор и тоа е тоа што ги прави луѓето најнервозни. Еве сега бидејќи боживо ви ги пренесувам информациите од минута во минута, само да кажам дека разговараме веќе едно 5 минути, не се слушаат повеќе ни борбените авиони кои пред 15 на минути многу ниско го надлетува аеродромот. Ти благодарам, Александар, и за ова вклучување. Останете безбедни и вие и останатите патници кои што се затекнати на аеродромот во Истанбул. Според некои информации, веќе е повратена власта од страна на Ердоган, војската се повлекувала, да се надеваме дека ќе заврши мирно оваа вечер. Останете безбедни, да се надеваме и дека ќе биде воспоставена повторно контролата на аеродромот, дека повторно ќе почне да се обраќаат летовите. Малку е чудно ова што ми го кажуваш дека воопшто нема никаков аеродромски персонал на аеродромот, додека доаѓаат информации од Европската агенција за контрола на летови дека многу брзо ќе биде воспоставен повторно авиосообраќајот од аеродромот во Истанбул. Некако овие две информации не се поклопуваат. Ќе видиме што ќе се случува. Најважно е да останете безбедни, здрави и живи.
доколку сте во долниот дел, секако таму е нормално би требало да биде малку побезбедно. Александар, екипата телевизија Нова, дескот на телевизија Нова, како и ти што знаеш, ние работиме секогаш кога има случувања, сме тука на готов, се алармирај на време што се случува, ќе имаме повторно вклучување. Сега го вклучуваме во живо и колегата Иле Петровски, кој што се уште е на терен, меѓутоа пред да го вклучам, Иле, само да кажам дека информација од странските медиуми дека е завземен CNN Турк, односно дека 8 мажи вооружени војска според првичните информации влегле во CNN Турк и го зазеле. За оваа информација се обидувам да најдам повеќе, меѓутоа прво да го вклучиме колегата Иле Петровски, кој што чека на линковско вклучување. Тој направи обиколка низ Скопје, беше и пред турската амбасада, каде што до пред малку имало собрано граѓани поддржувачи на Ердоган во знак на револт за тоа што се случува во Турција. Иле, пренеси ни сликата што се случуваше пред турската амбасада. Да, Анита, пред малку заврши собирот од страна на група граѓани поддржувачи на председателот на Турција Ердоган. Станува збор за група од неколку стотини лица кои со развионирани знамиња и пароли дојдоа овде пред турската амбасада во Скопје да дадат јасна и јавна поддршка до нивниот председател и порача што побрзо да се нормализира состојбата во нивната држава и државата да почне, односно повторно да функционира на еден демократски начин. Според она што можевме да го видиме и да го чуеме, станува збор за група на граѓани кои на мирен начин сакаа само да дадат една поддршка да се врати јавниот ред и мир во државата. Собирот траеше половина час, лошото време, обидните држави врнежи не дозволија групата да остане подолго се разотидоа и еве во ова линковско вклучување можеме да видиме дека овде на Скопското кале ситуацијата е мирна. Ние направивме обиколка и до конзулатот кој што се наоѓа на Водно и таму е мирно. Во текот на вечерта немало никакво собирање на граѓани. Само да напоменам уште еднаш дека и Министерството за надворешни работи се огласи преку писмено соопштение и побара, односно даде апел до сите наши граѓани кои што се затекнати во Турција, кои што се на годишни одмори или престојуваат таму во Турција, да не го напуштаат својот смештај, да бидат на безбедно, да не излегуваат надвор непотребно. За сите оние граѓани кои што се заинтересирани, што имаат своји пријатели, роднини, своите најблиски во Турција, да контактираат на телефонските броеви кои што се оставени на интернет страницата на Министерството за надворешни работи. Ги имаме и ние на тело. Предлагам режијата уште еднаш да ги пушти за да може што полесно да контактира. Значи има телефонски броеви од амбасадата во Анкара, од дипломатското представништво, односно од конзулатот во Истанбул, како и од телефонски броеви од Министерството за надворешни работи овде во Скопје во Македонија. За сега толку од центарот на градот, па со детална информација ако треба за некои од наредните информативни блокови. Анита? Миле, и за ова вклучување. Поддржувачите на Ердоган се на улиците во Истанбул и во Анкара. Имаш информации дека и во Сараево имало поддржувачи на улиците, еве и во Скопје, како што јавите околу 200 со турски знамиња пред турската амбасада во знак на поддршка. Иле, ти благодарам и тебе за ова вклучување во доста на ноќта. Продолжуваме понатаму со најновите информации кои што ги имаме. Доколку може од режијата да го покажат кадарот во овој момент, флайт радар над Турција, невообичаено, морничаво, ниту еден авион нема на аеродромот, ниту во Истанбул, ниту во околината. Сите авиони буквално го избегнуваат Истанбул и Анкара, како и околината. Доколку може да се зумира, зумирајте повеќе на кај Истанбул за да се расчисти овие авиони што се гледаат сега се од страната, кои што буквално се гледа како во рута го заобиколуваат Истанбул и Анкара. Доколку се зумира точно на делот кај Истанбул и кај Анкара, Гебзе,
бурса ќе се види цел овој дел, значи делот кој што обично е најфреквентен во Турција, може уште малце да се зумира режија, делот кој што е најфреквентен во овој дел, во овој момент нема буквално ниту еден авион. Според информациите, единствениот авион кој што сега беше, да речеме, блиску до таму е од Atlas Air, кој што буквално се виде како го заобиколи ова небото над Истанбул и над Турција. Ова е во овој момент Flight Radar 24, моменталната ситуација со авиосообраќајот во Турција, буквално ниту еден авион, почнувајќи се од целата територија на Турција, буквално се заобиколува, значи не е само аеродромот во Истанбул. Јас ќе се обидам сега да се приближам до буквално до видеобимот, значи ова е Flight Radar во овој момент, ова е аеродромот во Истанбул овде, доколку може да видите, единствен авион, сега што го прочитав, е кој што буквално дојде до Гебзе, некаде од овде веројатно ја доби информацијата и веднаш ја смени рутата. Единствено кој што во овој момент е овој еден авион за кој што не пишува информација од каде или каде е упатен. Во овие моменти може да видите дека буквално сите авиони буквално ја заобиколуваат територијата на Турција, посебно овој дел горе. Според информациите, дали режија може би добивте информација за овој авион, овој лет, за каде треба да патува? Да, од Анталија до Манчестер, значи предпоставам дека и тој сега ќе го избегне овој дел и ќе го избегне, ќе го наглета Истанбул. Ова дотолку повеќе затоа што и турската влада официјално кажа дека во тек е превземање на власта, во тек е да се комплетно превземе и загуши воениот бунт од страна на војската. Тие изјавија, премиерот на Турција изјави официјално дека сите летечки објекти на небото на Турција во овој момент што ќе се најдат ќе бидат срушени затоа што постои забрана за било каков летечки објект, затоа што имаш информација дека припадниците, офицерите, војската кои што беа дел од пучот користеле воени хеликоптери во својата акција. Некоја информација беше дека се околу 140 војни лица кои што учествувале во овој пуч, меѓутоа морам да потенцирам ова се информации кои што доаѓаат од владините медиуми и од владата. Од другата страна се уште нема информација, иако некои медиуми велат дека веќе објавија и снимки дека се уапсени водачите на овој пуч. Имаше и снимка од еден офицер со лисици на рацете, над него стоеа полицајци, имаше во рака радиостаница и преку радиостаницата ги повикуваше сите останати војни лица кои што учествуваат во пучот да се предадат и да го запрат пучот. Траорно небото на Турција, ова никогаш не било вака. Турција обично е рој од авиони, буквално не може да се види зелената површина што сега се гледа колку оваа територија ја надлетуваат авионите, колку е фреквентен аеродромот во Истанбул. Тој е еден од најфреквентните аеродроми во Европа. Според информациите, дневно од таму полетуваат и слетуваат над 11 милиони патници, беше последната информација кога беше нападот на аеродромот во Истанбул. Во Истанбул има два аеродрома, двата се затворени, затворен е и аеродромот во Анкара. Нема информации кога повторно ќе бидат воспоставени овие летови. Ова во моментот е сликата на небото над Турција. Никакви авиони, освен оние кои што се владини авиони во обид да го сопрат пучот. Според оние информации кои што ги лиферуваа медиумите, дека и не само CNN Турк, туку постои информација дека и неколку други агенции, новински агенции во Турција биле заземени од страна на војската, значи се уште нема информација дека ЕТЕ е завршено, затоа што доколку навистина се работи за воени лица кои што упаднале во CNN Турк, велат информациите дека неколку турски медиуми, меѓу кои весникот Хуриет
и телевизијата CNN Турк се превземени од припадници на војската кои што го поддржуваат воениот удар и ги заземале вработените како заложници. Ова е последната информација, значи нови заложници. Претходно имаше информација дека како заложник бил држен и генералот на турската војска, потоа се појави информација дека тој е убиен, дека загинал. Еве сега заложници и во весникот Хуриет и во CNN Турк, кој што прв информираше во врска со овие настани. Оваа слика во овој момент е CNN Турк, празно студио, ги нема репортерите, се е оставено како што работеле. Ова го објавува CNN Турк, ова е во етер, во живо, може да видите траурна атмосфера, празни столици, а до предмалку овде се одвиваше програма во живо, сите телевизии, светски дури и телевизија Нова превземаше информација од CNN Турк, кој што први лиферува информација за тоа што се случува во Турција и во Истанбул. Тие се и првите кои што ја објавија, односно успеа да го добијат Ердоган преку Skype врска и објавија разговор со него во кој што тој буквално ја искористи телевизијата и тоа јавување во Skype да направи драматичен говор дека не смее да се дозволи војска и одредени неколку лица желни за власт да направат ваков упад, дека треба да се заштити демократијата и буквално ги повика граѓаните на Турција да излезат на улица и да и се спротистават на војската, што и се случи. Голем број на граѓани излегува на улиците на Истанбул и во Анкара во обид за поддршка на Ердоган да ги сопрат и самите, да ја сопрат војската. Тие буквално, неговуваат медиумите, имало и граѓански апсења, тие буквално ги приведувале граѓаните, ги приведувале војниците, ги вадале од оклопните возила во кои што ќе ги начекале. Според некои информации, и видовме и видео и инсерти снимени од луѓе од толпата, како тенк оди низ толпата и во обид да го продолжи патот, дури за да ја пробие барикадата од автомобили поставен од граѓаните, буквално го оттурна и помина преку едното од возилата. Иако се чинеше дека ситуацијата се смирува, се чини сега дека не е така. Според сите овие последни информации, јавувањето од нашиот колега Александар Видиновски, кој што заедно со снимателот на телевизија Нова е заглавен на аеродромот во Истанбул, се слушнала силна експлозија од која што буквално испукале стаклата во аеродромската зграда, испукале неонските сијалици, снемало струја на одредено време. Ова сето го јави во живо нашиот колега Александар Видиновски од аеродромот во Истанбул. Тој тврди дека се работело за многу силна детонација, меѓутоа не може да процени дали се работело за бомба која што била во аеродромската зграда или можеби за гранатирање од страна авионите кои што до тој момент, како што рече тој, ги слушале како налетуваат над аеродромската зграда. Она што загрижува, што го јави Александар, е дека буквално огромен број на патници, повеќето од нив странци, се заглавени во терминалната зграда за транзит. Буквално нема полиција, нема никакви аеродромско обезбедување, нема ниту вработени низ продавниците. Како што јави Александар, луѓето кога им требало вода, буквално си влегувале во продавниците или храна, си земале што им треба без да платат. Тоа говори фактот за паниката и хаосот кој што е направен. Нашата екипа таму повеќе од 5 часа, а веќе, како што јавува Александар, никој не дошол да им даде информација било каква за тоа што се случува, дали се безбедни. Значи, во овој момент слободно ќе заклучам самата дека странските патници на аеродромот во Истанбул се оставени сами на себе, што е недозволиво. Никаква полиција, никакво аеродромско обезбедување, никој да не ги контактира. Тоа се сепак туристи, странци, луѓе кои што прелетуваат преку овој аеродром, оставени сами на себе, без никаква информација, без интернет, без можност да се јават на своите блиски дома. Како што кажа Александар, сепак солидарноста помеѓу луѓето, оние трски државјани кои што имаат интернет на своите телефони, ги позајмувале своите телефони на странците за да можат да се јават или да испратат порака дома преку интернет, каде се и дека се добро. Останува да се развива оваа ситуација. Во моментот гледаме слики се уште од воени тенкови. Не знам дали се ова слики во живо во овој момент или се можеби снимки од претходно.
според некои информации кои што ги пренесоа медиумите? Се уште сме во живо, телевизија Нова Прва ви информира за се што се случува во светот. Хаос во Турција, вечерва обид за воен удар или се уште трае воениот удар. Малку се контрадикторни информациите, едни велат завршене, меѓутоа според информациите кои што се уште пристигнуваат до нас, ситуацијата топрва се развива. Мажи вооружени, војската упаднала во неколку медиуми, во весникот Хуриет, како и во CNN Турк. Претходно можевме да видиме фотографијата на празното студио. Новинарите велат дека само добиле известување веднаш да ја напуштат зградата, што тоа и го сториле во моментов. CNN Турк емитува сигнал од празно студио без никаква програма. Ова не е прв обид за воен удар во Турција. Турција има историја со овие војни удари. Како што кажав и претходно, телевизија Нова има подготвена комплетна анализа за сите воени удари кои што се случија во Турција во изминатите 20 години. Да го погледнеме прилогот. Турската држава има богата историја на државни удари што ги изведува војската. Од 1960 година, кога заврши владењето на Републиканската народна партија што формираше Мустафа Кемал Ататурк, армијата презеде власта на овој начин во 3 наврати. Првиот се случи во 1960 година, кога генералот Джемал Гурсел ја струши владата на првиот демократски избран премиер Аднан Мендерес. Ударот се случи на 27 мај и беше предводен од вработени и кадети во војната академија во Истанбул и во Анкара. Лидерите основаа Комитет на национално единство, начело со председателот Гурсел. Од вкупно 601 лица кои беа судени, 464 беа прогласени за виновни. Тројца поранешни министри, вклучувајќи го и премиерот Аднан Мендерес, беа екзекутирани, а 12 други, вклучително и председателот Джелал Бајар, добија смртни казни, подоцна заменети со доживотен затвор. Во 1961 година беше донесен нов устав кој втемели Втората република на традицијата на кемализмот. Војската повторно се вмеша во политичката состојба во земјата во 1971 година, кога поради внатрешните немири што ја потресуваа Турција, владата на Сулеман Демирел беше присилена да поднесе оставка, откако војската под заповедништво на началникот на генералниот штаб, генерал Мемдух Тагмац, му упати на председателот Џевдет Сунај ултиматум за негова смена. Премиерот Сулеман Демирел се повлече и беше формирана коалиција од конзервативни политичари и технократи, која требаше да го врати редот под надзор на војската. Во неколку области беше воведена воена состојба, што не беше целосно укината до септември 1973 година. Сепак, во втората половина на 70-тите години, Турција беше соочена со засилување на верскиот екстремизам, при што членови на ултранационалистичките партии учествуваа во напади врз симпатизери на левицата, кои возвраќаа со политички атентати. Според проценките, во тој период биле убиени повеќе од 5000 луѓе. Начело на владата се сменија неколку влади кои не успеваа да стабилизираат состојбата, за во ноември 1979 година начело на владата повторно да биде избран Демирел. Воениот удар се случи на 12 септември 1980 година од страна на високата команда на армијата, предводена од генерал Кенан Еврен. Ударот следуваше по обновувањето на уличните борби меѓу левичарите и националистите.
Некои раководни политичари беа приведени, а парламентот, политичките партии и синдикати распуштени. Управувањето беше превземено од 5-член Национален совет за безбедност, кој привремено го прекина владењето на уставот и почна да применува привремен устав, обезбедувајќи им речиси неограничена власт на војните команданти. Во краток период по ударот, околу половина милион луѓе беа приведени, од кои на 203 им беше судено. 50 лица добија смртна казна, а има и одреден број кои натаму се сметаат за исчезнати. Меѓу опсените се наоѓаше и поголемиот број од турските политичари, како што се премиерот Демирел, Булент Еджевит и Неџмедин Ербакан. Ќе го прекинеме прилогот, ќе го емитуваме повторно секако, затоа што во овој момент, доколку може камерата да покаже, Ал Джазира го емитува обраќањето на Ердоган во живо. Според она што можам да го чујам, ќе се обидам да преведам дел. Владата, вели Ердоган, го избра народот и председателот го избира народот. Ова е прилика да се прочистат нашите вооружени сили. Очигледно е дека некој знаеше што ќе се случи. Но што и да сака да направи некој, Турција веќе не е старата Турција. Новата Турција се однесува поинаку. Ова го кажа во своето обраќање Ердоган. Ал Джазира го емитува во живо обраќањето на Ердоган. Според информациите кои што претходно веќе ги има дадено медиумите, дека тој успеал да слета во аеродромот во Истанбул. Од Истанбул е и ова живо вклучување. Ал Джазира веројатно ја пренесува снимката од турската NTV, чиј што знак стои на десната страна на екранот. Значи, ова во моментот е обраќање на Ердоган до нацијата преку телевизијата NTV во Турција од Истанбул. Ердоган во моментов се наоѓа во Истанбул. Дескот на телевизија Нова секако веднаш ќе се обиде да извади дел од изјавата на Ердоган од неговото обраќање. Ќе емитуваме во целост. Верувам дека вие сте луѓе кои ќе застанете во заштита на нашите вредности, но сигурно сте имале такви колеги за кои сте мислеле дека исто така ќе застанат во заштита на нашиот народ, вели Ердоган во своето обраќање, но тие луѓе примаат наредби од Пенсилванија, вели Ердоган. Тој им се обрати и на војниците, на кои што им рече вие сте наши деца. Значи се обраќа и на комплетно на целата војска во Истанбул, како и на сите оние кои што може би учествувале во овој воен удар без да ги знаат причините зошто им било наредено ова да го прават. Вие сте наши деца, им вели Ердоган на војниците, ако оружјето го вперите во својот народ, ќе мора и ќе одговарате за тоа. Треба да бидете свесни за тоа. И ќе платите тешка цена. Мора, ако веќе сте во оваа грешка, мора да се оддалечите од оваа грешка, да исправите оваа грешка. Веќе се уапсени полковници и офицери, вели Ердоган. Ке одиме до крај, нема да дозволиме било кој да стави било каква дамка на нашата војска. И овој процес на чистење кој започнува денеска во војската мора да продолжи. Ова е доказ дека имаме работа со терористичка организација.
armed forces. We have called them Во a редовите на terrorist турската organization, војска an ги armed terrorist organization, ги and нарекуваме has that терористи, now вооружени терористи. proven itself? Now they are using this nation's arms Го користат to shoot оружјето на at оваа this нација nation. за да си пукаат во својата нација. They say military has taken over. What has the military taken over? Велат дека војската презела власта, но што зела? Elected by Кога има the влада people, која што е there is a избрана од president народот, here, elected by the people, and we are президател кој е избран од народот, in our positions ruling our country. и нашите позиции ја водат оваа земја и ќе продолжиме тоа да го правиме и понатаму. We will never hand our Нашата country земја никогаш over нема to да ја those предадеме. intruders. We don't have any information as to any Ердоган вели дека во моментов нема информација за бројката на жртвите. I don't know yet, but I'm sure our Prime Minister will join them shortly. And Вели дека една работа е најважна, милиони граѓани на Турција се you на know what улиците is во the моментот. most important thing for you? Right now, it's 4:30 here. Millions of people are in the streets. А веќе е 3:30, таму е веќе 4:30, а луѓето се се уште на улиците. Зашто е оваа нација на улиците? This shows one thing. Ова покажува една работа. We always said we are going to be free. Ние сме браќа, ова е наша stand Турција. upright, We are going to be friends, brothers, and all together we are going to be Turkey. И ние сите заедно ќе бидеме Турција. Millions of people are in the streets Милиони се на улиците and waiting for the outcome of и the чекаат latest developments. каков ќе биде This развојот means на that we овие are going to настани. be here and Тоа значи кога ќе бидеме тука we are going to oversee those who came into streets in tanks. и ќе успееме да ги победиме оние кои што дојдоа на улиците со тенкови, бидејќи тие тенкови им се дадени во доверба. And the judiciary and the courts are carrying out necessary. And if we are a little patient, everything will come into И ако сте малку трпеливи, open. се ќе излезе на виделина. Јас сум со својот народ, не одам никаде, со своите граѓани сум, тука сум, порача Ердоган. Ова е живо обраќање да потсетам на Ердоган во овој момент, откако повоениот пуч не можеше да слета, конечно слета на аеродромот во Истанбул и ова е прво негово обраќање во живо по обидот за воен пуч, за воен удар, за негово стимнување од власта. Да подсетиме во своето обраќање, тој ги нарече организаторите на воениот пуч терористичка организација, вооружена терористичка организација, кои што ги земале тенковите од граѓаните за да удрат со истите тие тенкови на граѓаните. Според информациите кои што ги има Ердоган, не знае се уште дали има загинати, за колку загинати станува збор. Рече дека премиерот наскоро веројатно ќе алиферува таа информација. Она што го каже Ердоган во своето обраќање дека ова е прилика да се прочистат нашите вооружени сили. Очигледно е дека некој знаеше што се случи, но што и да сака да направи некој, Турција веќе не е онаа стара Турција. Новата Турција се однесува поинаку. Сакам да им се обратам на сите команданти на нашата војска. Верувам дека вие сте луѓе кои ќе застанете во заштита на нашите вредности, но сигурно сте имали и такви колеги за кои сте мислеле дека исто така ќе застанат во заштита на нашиот народ, но тие луѓе примаат наредби од Пенсилванија, рече Ердоган.
Тој им се обрати на војниците, на кои што им рече: вие сте наши деца, ако оружјето го вперите во својот народ, ќе одговарате за тоа и ќе добиете најстрогата казна. Ќе одиме до крај, нема да дозволиме било кој да стави дамка на нашата војска, рече Ердоган. Ова е доказ дека имаме работа со терористичка организација и со Божја помош нашата функција ќе ја вршиме до крај. Нашата земја никогаш нема да ја предадеме. Не ја знае бројката на жртвите, но една работа е најважна. Милиони граѓани во моментов, во овие доцни ситни рани часови, се на улицата чекаат да видат каков ќе биде исходот од ова што се случи вечерва. Ние сме браќа, ова е наша Турција. Милионите луѓе на улица го докажуваат тоа, а оние кои со тенкови излегува на улица ќе се вратат таму од каде што дошле, изјави Ердоган, бидејќи тие тенкови им се дадени во доверба. Јас сум со својот народ, не одам никаде, тука сум, останувам со своите граѓани, порача Ердоган, откако вечерва беше објавена информација дека наводно тој побарал азил во Германија кој што му бил одбиен, дека се обидел да лети за Лондон, па потоа простори информација дека веќе е слета во Грција. Меѓутоа последната информација беше дека неговиот авион кружел над Истанбул, чекајќи зелено светло за да може да слете, и еве оваа пресконференција во живо ја држеше од Истанбул. Информациите се контрадикторни. Од една страна го имаме Ердоган во Истанбул, успеа да слета во Истанбул на аеродромот во Истанбул, кој што во моментот е затворен за сите било кои други летови. Таму е заглавена и нашата екипа, слушната и експлозија, како што јави нашиот репортер Александар Видиновски, но сепак Ердоган успеа да слета таму. Премиерот официјално изјави дека секој летечки објект на небото на Турција ќе биде соборен во опит да се спречи воениот пуч, бидејќи офицерите користеле, оние учесници во воениот пуч, користеле и хеликоптери на војската. Еден хеликоптер има информација дека веќе бил соборен, а тогаш се простори информација дека во него биле организаторите на пучот, но за тоа нема потврдена информација. Она што од друга страна се случува во овие моменти е вооружени мажи, војска упаднала во CNN Турк, според информациите, и во весникот Хуриет. CNN Турк, доколку може држијата повторно да покажат, новинарите добиле само информација, преска видовме фотографијата, празно студио, буквално извртени столчињата во истото тоа студио кое до предмалку буквално сите светски медиуми ги хранеше со информации за тоа што се случуваше во Турција. Тие и први го контактираа председателот Ердоган преку Skype. Она што е исто така една од најновите информации дека експлозија освен на аеродромот во Истанбул, како што јави нашиот новинар Александар Видиновски, имал и во парламентот. Последната информација која што ја реферуваат медиумите дека парламентот е под опсада, а дури и дека одекнала многу силна експлозија. Има и видео кое што е објавено, се гледа искршено стакло, доколку може да покажат од режијата, се гледа буквално искршено стакло. На YouTube е објавен снимка на која што се покажува како изгледа внатрешниот дел од зградата непосредно по експлозијата. Ова го пренесува Russia Today. Наводно се вели дека парламентот е под опсада. Дали може режија да ја покажеме оваа видеоснимка, која што во моментов ќе ја пуштам? Тоа е видеоснимка од внатрешноста на парламентот по експлозијата. Снимката е објавена на YouTube. Информацијата ја потврдиле дури и некои од вработени во парламентот, како и парламентарци кои што се уште се наоѓаат во зградата на парламентот. Последната информација вели дека парламентот е под опсада. Нема информации дали има повредени во оваа експлозија. Фотографиите покажуваат дека и таму има искршени стакла по силната експлозија која што се случила пред некаде околу неполн час во турскиот парламент. Она што досега се знае е дека медиумите велат, ако предмалку не се знаеше која е вистината, дали е вистина дека
воениот пуч е задушен или е вистина дека воениот пуч успел ја презел власта од Ердоган. Насловите сега се CNN вели никој нема контрола во овој момент за власта во Турција. Само неколку часа после воениот удар и објавата на турските власти дека ја повратиле власта во Турција, информациите на аналитичарите, на светските медиуми се дека како се што изгледа досега буквално анархија се случува во овие моменти во Турција. Затоа говори и фактот на нашето јавување на колегата Александар Вединовски дека сите официјални лица од зградата, терминалната зграда за транзит во аеродромот во Истанбул буквално избегале, оставени се сами на себе, илјадници патници без никаква информација, дури и некои од продавачите од фришоповите избегале, па луѓето во потреба за вода и храна си земаат слободно од полиците и без да платат. Сите овие информации се загрижувачки како ќе се одбива целата оваа ситуација во Турција, се уште не знаеме. Телевизија Нова нормално останува да ја следи ситуацијата, еве веќе е 3 часот и 40 без малку минути. Ве информираме непрекинато веќе од самиот почеток кога стаса информацијата за она што се случува во Турција, веќе околу 23 часот влеговме со воредните вести во студиото на телевизија Нова. Остануваме до крај, мислевме дека целата оваа работа е завршена според последните информации, но еве како што изгледа повторно се заплеткува клопчето и се уште не се знае што се случува. Турските медиуми објавуваат дека е откриен и лидерот на воениот удар, го посочуваат полковникот Мухарем Косе како лидер на овој пуч. Според информациите кои што стаса до медиумите е дека биле уапсени офицери кои учествувале во пучот. Она што е интересно е што доби поддршка Ердоган од сите светски лидери, од Обама, од Меркел, од лидерите на НАТО, од челниците на НАТО. Има и соопштение од Европската унија, од Фредерика Могерини, во кое што се вели дека е заедничко соопштение на Европската унија за Турција. Според ова соопштение од председателот на Европскиот совет, председателот на Европската комисија на Европската унија и високи представници во име на Европската унија и на членовите земјите членки на Европската унија. Во соопштението се вели Турција е, ќе се обидам го прочитам што току ми пристигна, Турција е клучен партнер за Европската унија и Европската унија целосно ги поддржува демократски избраната влада во Турција, институциите на оваа земја, како и владењето на правото во неа. Повикуваме на враќање на Турција во мирна состојба, да се поврати редот и ќе продолжиме да ја следиме одблизу ситуацијата, како ќе се развива и што ќе се случува во сите овие 28 ЕУ земји членки во однос на ова. Претходно беше објавена информација дека Бугарија засилила контролата на границата со Турција, исто така дека грчката војска добила наредба да биде на борбена готовност, дека дури и земји во моментот кои што затвориле комплетно границата со Турција. Од дескот на телевизија Нова ми јавува дека имаме видео од моментот кога одекнала експлозијата во турскиот парламент во Анкара. Режија, дали го имаме подготвено тоа видео, дали може да го погледнеме? Ова беше видеото, моментот на експлозијата во турскиот парламент за кој што зборувавме пред малку.
Има информација и од Ципрас, кој што исто така вели дека апсолутна поддршка дава на власта на Ердоган. Според информациите велат дека има убиено 17 полицајци, ова се неофицијални информации кои што доаѓаат од Турција. Имаше информација, Associated Press на својот Twitter профил објави дека загинал нивен фоторепортер. Тие објави ова информација на својот официјален профил. Имаше информации, некои медиуми објавија дека бил убиен и близок соработник на Ердоган. Според информациите, војници на Босфорскиот мост губиле познатиот маркетиншки стручњак Ерол Олцен и неговиот 16 годишен син. Ова го наведува Ал Джезеира од своји извори. Олчек инаку бил автор на рекламните кампањи на партијата на Ердоган. Според информациите, десетици турски војници кои учествувале во обидот за воен удар го предале своето оружје и се предале на полициските сили во Истанбулскиот плоштад Таксим. Според ова го пренесе агенцијата Reuters, повикувајќи се на изјави од сведоци. Агенцијата Анадолија јави дека војниот полковник Мухарем Кус е идентифициран како лидер на обидот за воен удар во Турција. Според сите овие информации кои што пристигнуваат до медиумите, можеме само да забележиме дека се информации кои што се повикуваат на извори на очевидци, на луѓе кои што објавуваат на социјалните мрежи или кои што се наоѓаат во моментот на улиците во Истанбул или во Анкара во знак на поддршка било на воениот удар, на војската или пак на Ердоган. Според сите информации кои што пристигнуваат, последните вести говорат дека е задушен воениот удар, дека се уапсени организаторите, меѓутоа последните информации пак исто така говорат дека сега се држат како заложници новинари. Буквално е заземена празно е студиото на CNN Турк, упаднале вооружени мажи, војска и во весникот Хуриет. Ќе направиме овде кратка пауза да ги сумираме информациите. Мислевме дека ќе завршиме со јавувањето во живо, меѓутоа како што се развива ситуацијата, очигледно ќе останеме до раните утрински часови. Останете на телевизија Нова, се враќаме за кратко.